9 часот 35 минути се враќаме во нашето студио на утрински брифинг. Следната тема што ќе ја поразговараме е вчерашна, ама е всушност и тема за цела година. Се работи за Меѓународниот ден за одбележување на слободата на медиумите во светот, а секако и во Македонија. Со мене во студиото е колегата Александар Чомовски. Чом, добро утро. Ја обично велам добар ден, ама не коригираш. Е па 9:30 е, ние дека почнуваме рано се. Научен еден трик, почитуван и добар ви ден. Чомовски, јас вчера прокоментирав дека Меѓународниот ден за слобода на медиуми и одбележување е во контекст во кој што веќе не знаеме што е меѓународно, не знаеме веќе што е слобода, не знаеме веќе што се медиуми. Единствено знаеме разлика да правиме меѓу ден и ноќ. Да, како дојде време. И дека кога ќе падне ноќта, имаш ли корона или немаш корона? Да, кога ќе падне ноќта сваќаме дека е темница. Сепак сите коментари од меѓународните асоциации, нашето здружение на новинари на Македонија, гледам колеги поединци кои што коментираа, говорат дека сега слободата медиумите е клучна за опстанокот на демократиите. Претпоставам се согласуваш. Јас читав еден серијал на Цивил од помладите колеги и морам да ти кажам дека сум воодушевен од тезите кои многумина од нив ги развиваат, што се однесува до слободата на информирањето, на медиумите, на демократијата, на нивната интерактивна поврзаност. Тоа што може би е сега светски тренд, а нас не дочекува во Македонија со една релативна неподготвеност. Тоа е каде ќе оди слободата, демократијата после пандемијава. Според мене ќе настанат такви турбулентни времиња што ние ќе мора да се прилагодуваме на нови жанрови, нови методи, нов пристап во информирањето. На крајот на криштата, погледajte само еден трик елемент. Откако завладеа коронавирусот, телевизиите се претворија во радија. Да. Дали се тоа Skype или ова, тамо нема она што е важната компонента на проследувањето на разговорите, тоа да го видиш изрезот. Преку Skype не можеш да видиш изрез и коментар. Она што според мене е важно да почнеме да анализираме, ние може би сме се уште далеку, читам авторитети кои зборуваат, а и Ненад го слушат пред малку, кои зборуваат дека сега ќе настане еден хаосен конфликт меѓу економскиот либерализам и либерализмот воопшто, во кој единката е ставена на пиетестал, наспроти колективизмот и евентуално автархијата и национализмот во затворени целини. Тоа веќе предпоставува дека прашањето на демократијата, која не признава граници, не признава никакви бариери и така натаму, може би ќе треба да ја редефинираме и од наш аспект на новинарството. Како ќе стигаме до информации, како ќе ги пласираме информациите, кои жанрови, кои медиуми ќе треба да бидат пропулзивни и атрактивни. И мислам дека тоа е прашање кое треба многу повеќе да го анализираме, да го ставиме на пиетесталот на важните. Наспроти, ова понекогаш, морам да ти признам, фрустрирачка варијанта, дал сме на 168, 121, 95 место во однос на слободата. Слободата е таква колку што можеме ние да си ја приграбиме. Јас отсекогаш сум мислел дека интегритетот на новинарите е клучниот во одредување практично на рамките на слободата, освен во ситуации кога таа слобода формално од државни структури не се потиснува, а и низ тоа поминавме, знаеме како тоа делува. Сепак, слободата не е апстрактен поим само заради тоа што е тешко дофатлива и обично луѓето знаат кога ја нема, а не кога ја има. Во нашата струка, во нашата професија, слободата зависи од економските да кажем, прилики во кои работиме. Те гледам дека, па и јас тоа го правам, ама ти уште почесто од мене, дека не пропушташ прилика банките да ги зарежеш онака за нивниот одност. Банките, власта, опозицијата, ми се милувачките. Од друга страна, можно е и утрински брифинг да има, се надеваме во иднина, некаков рекламер кој ќе доаѓа од како треба да биде нашиот однос кон тој тип на центри на крупен капитал, кои што се истовремено и главни рекламери во медиумите.
медиумите. Што значи дека тие ќе бидат доволно еманципирани да издржат наша критика и да продолжат со реклами? Ако не бидат доволно еманципирани, ќе се соочат со своите акционери. Сега јас ќе направам една мала алузија за да сватиш што значат големи и општествени корпорации. Мој Велија не случајно зборувам во А1. Велија Рамковски. Рамковски, кој свати што е бизнисот со рекламите, нели? Во еден период кога топ рекламер и најголем продуцент на спотови беше Скопска пивара заедно со Хайнекен, Кока-Кола и така натаму. Велија правеше годишни аранжмани. Договори за рекламирање. И викаше, он не ги прашуваше колку давате. Он викаше толку ќе давате. Добро. И сега да не ја должам приказната, он вика 1.100.000 марки. Во тие времиња. Во тие времиња. Тоа тие буџети веќе не постојат. Тоа веќе не постојат. Но се разбира, тоа беше врз основа на неговата проценка. И ја по една прилика му рекам, Велија, ќе откажам, многу е ова. Кој ќе откаже? Тие вика главните спонзори од Кока-Кола доја ќе видиш што ќе му кажат. Издржа една година, на крајот од годината тропна нивните издржа една година без реклами. Без реклами. Да. Кога дојда, сватија дека тоа не може да го прават врз основа на суети и на фаворизација на некакви тесно гради своји мислиш, интереси. и тие имаат пазарен интерес. И тие имаат пазарен интерес, зашто Кока-Кола, бидејќи тоа е меѓународна корпорација, има стандарди на својот маркетиншки опус. Тоа ќе се случува и така што тоа што јас ги критикувам банкарската, ја критикувам банкарската олигархија, може да биде и на моја штета, бидејќи јас сум на одреден начин аутсорсинг работа, меѓутоа не можам да им пропуштам. Не можам да им пропуштам егоизам кој доминира во рамките на тоа дека тие се грижат за ова време заради тоа што е платиле предвреме дивидендата. Па тоа нема законска обврска, тоа не е некаква општествена одговорност. Тоа, да не одам понатаму. Не, можеме ние вака бескрај. Предлагам од режијата да го вклучиме и нашиот колега Жарко Јордановски, заменикот главен уредник во Слободен печат. Ева го Жарко туку што се појавува во нашето истурено одделение пред камерата во Слободен печат. Жарко, добро утро. Не знам дали успеа малку да не проследи со чом што помуабетивме на темава. Сосема добро ве слушнав. Добро утро, Чом. Добро утро, Сашо. Кои се твоите ставови Поздрав за до- меѓународниот ден за слободата на медиумите, Жарко? Прво, сакам да им го честитам на сите новинари, на сите медиуми. Ставот е еден генерален дека одговорот на тоа дали постои слобода на медиумите и како се одговара на тоа прашање. Еден духовит одговор во минатото беше дека за да постои, дали постои слобода на медиуми, да, доколку поседувате медиум. Тогаш постои. Меѓутоа изгледа дека и ова е застарено, затоа што и денеска медиумот и дури да има собственик, повторно е изложен на многу дилеми и многу неслободи. Прво почнува од една економска неслобода. Во оваа технолошка револуција, јас сакам малку да тргнам темата настрана од коронавирусот, воопшто не се согласувам со сите тие искажани ставови дека се покажало колку се важни медиумите, се покажа колку медиумите се лесни за контрола во оваа корона криза, меѓутоа тоа ќе го оставиме на страна. Тие, што би рекол Виктор Иванчич, еден познат хрватски уредник и новинар од Ферал Трибјун, во својата книга "Зошто не пишувам" и останати есеи, вика дека сите се тие претворени во едни проточни бойлери и дека само ги проследуваат информациите од центарот на информации и ништо друго не придонесуваат. Така и тоа се покаже во оваа корона криза. Мене ми е друго. Ние бевме во една технолошка револуција, во еден период кога медиумите го изгубија она тло што го имаа градено со генерации и се во ситуација да мора себе си да се повторно измислат. To reinvent themselves, што викат на англиски. Многу добар израз. Повторно да се изумат како ќе живеат, како ќе постојат. Многу ми беше драго што еден збор беше кажан во сите овие честитки, а тоа дека медиумите се јавно добро. Значи, тие не се само бизнис, не се само контрола на луѓето, него се едно јавно добро, што ти добро го кажа колку се важни за демократијата. Тие се пресудни не само за демократија, него за едно здраво општество. Бидејќи едно општество кое има сите информации под контрола на одредени центри на моќ и ги дозира
Тоа е само по себе заканувачко страшно општество. Ајде сега да те прашам на таа линија на твоите ставови и така натаму, каква е состојбата со медиумите во Македонија? На која линија се во оваа диагноза што ја прави? Портретирам состојбата како да сте се вратиле сега од некаде, а вие потоа сами ќе слечете заклучок колку е можна и дали постои слобода на медиуми. Прво и основно, не може да има слобода на новинарството, доколку и таа е ограничена, детерминирана од слободата на самиот медиум. Уредувачката политика на самиот медиум е една рамка, еден невидлив оквир во рамките на кој може да се движи еден новинар во својата работа. Колку што е медиумот слободен, толку е новинарот слободен, односно поточно како и во каква служба се ставил медиумот, толку ќе биде новинарот слободен. Во старите добри времиња, од кои се помалку се сеќаваме, луѓето, односно новинарите и медиумите беа во служба на јавноста. Зошто беа? Затоа што од таму и од јавноста, теоретски, на која и се обраќаат, од таму ги црпеа и своите приходи. Првенствено преку продажба на тиражи, потоа и по реклами и така натаму. Меѓутоа, во период кога дојде до една експанзија експоненцијална на разни медиуми, она што го нарекуваме пазар на медиуми, се презасити и тие станаа сите, не просто речено, неликвидни, нерентабилни. Ретко кој медиум, исправете ме ако грешам, може да се издржува од својот производ, односно да во бизнис смисла станаа клиенти со други зборови. Така, значи тие не можат сега, бидејќи не и служат на јавноста, имаше и таму еден друг деформитет, што па медиумите трчаа по се поголеми тиражи, се таблоидизираа, се пожолтуваа, се умилкуваа на широкиот вкус во идеја да продадат големи тиражи, меѓутоа благодетот на тоа што беа сепак моќни, слободни, самостојни и не можеше, и тие беа детерминирани од идеите или фикс идеите на своите собственици, доколку биле такви. Меѓутоа, сето тоа е зад нас. Медиумите не се обраќаат, не живеат од својата публика, како порано. Не живеат ни дури од фирмите кои ги рекламираат. Тие се повеќе стана собственост, буквално, како да станува збор за било кој друг бизнис, а не она што го кажа пред малку сите светски федерации и организации за новинарството, јавно добро, се претворија во јавна стока. Односно, не во смисла на вредлива стока, него роба. Така што разни бизнисмени од своји лукративни потреби, од потреби да тргуваат со политички влијанија, да изнудуваат милост кај моќниците кои решаваат кои ќе се богати, кои нема да се богати во оваа, а верувам и во други земји, за да им се додворат како разни коалициски партнери, како разни петродолар тајкуни, разни сомнителни типови, се до комплетно криминализирани центри на моќ, со тоа што нивниот крајен клиент се политичките партии. Тие се посредник. Значи, тие тргуваат со новинарскиот производ, а тоа е влијанието и довербата кај одредена категорија, тргуваат на големо со целите медиуми и ги ставаат во сервис на некој што од тоа влијание има потреба, Жарко, а тоа се тие политички такмици. Жарко, ти благодарам за ова, ја морам и Чомовски да го консултирам на истата тема на ставовите. Не ја довршив експликацијата, не вика доволно мислам. Ајде уште една поента, најјаката поента. Во таква ситуација какава може да биде слободата на медиумите. Прашањето беше ова, како и одговорот е како и кога ќе се излезе од овој магепсан круг во кој има хипертрофија, хиперпродукција на новинарство, од друга страна новинарството тоне квантитативно и квалитативно, а од трета страна секој што мисли да тргува со влијание има можност и моќ да стане собственик на медиум и со него да си поигрува, а со тоа и со интересот на јавноста. Ви благодарам на сите, размислете за овие теми. Благодарам многу, еве ќе го продолжуваме тоа размислување заедно со Чомовски. Чомовски, Жарко е веројатно во право кога вели дека медиумите се претворија во клиенти од позиција во која што тие бараа клиенти. Ја чувствуваме ли таа преобразба на медиумите како стока на пазарот, како роба на пазарот, за разлика од потребата да биде јавно добро? До пред корона, со се рекет,
македонското новинарство беше атрофирано. Реално гледано, тешко се прилагодуваше на некои навестени стандарди кои би можеле да значат дека ја сваќаме големата геостратегија во која главниот продукт на новинарството, дали е тоа фейк нюс или реална вест, стана инструментализирана во рамките на геостратегиските игри. Тоа во наше време се викаше игри на разузнавачките служби и тоа денеска е на сцена. После коронавирусот настанува апсолутно нова фаза во која не можам да видам каде ние ќе се најдеме. Зашто нова фаза? Затоа што мислам дека ќе бидеме доведени во прашање да поцркаат сите глобалисти. Зошто? Па затоа што во услови кога ќе диктираат услови две геостратешки земји на пазарите и на берзите, нема глобалност. Ама од секојаш било така, че Не, во се- бившите времиња и пред глобализацијата диктираше некој нешто и денеска Ако ти мислиш на диктира и студената така војна, тоа е период. Меѓутоа, ова е една ситуација во која се поврзуваат технолошките иновации. Тоа ми е прашањето. Технолошки- Дали може би не се чувствуваш позагрозен како новинар, како професионалец во медиумите, во тоа што веќе се изгуби старата дефиниција за тоа што е медиум и веќе и ние новинарите сме пред предизвици да учествуваме на еден толку демократизиран медиумски простор во кој што секој кој што има мобилен телефон, а е не некакво посифицирано средство за комуникација, може да биде медиум. Која е нашата улога? Дали ние веќе не сме во потрага во ова што го вели Жарко за некакво реинвентирање на нашата професија? Ти имаш релативно мобилни младечки поколенија. Ја имам дури и внуци на таа возраст. И морам да ти кажам дека со скромната моја можно познавање на дигиталните вредности и комуникација, јас не сум конкурентен на моите внуци. Во која смисла? Во она смисла во која ти има толкави спознај што не вредат моите информации наспроти она што за нив е достапно на светската платформа на информации. Се разбира, зависи тоа од кој аспект и какви сознанија имаат. Но е факт дека се повеќе учат и студираат врз основа на интернет конекциите и светските сознанија. И тоа е можеби неприлагодливоста на македонското новинарство и воопшто нашиот амбиент на новата генерација и на новите технолошки иновации. Погледнете, ние Добро, што е право, тој хаос владе во целиот свет. Точно Може и тоа. повеќе од колку за, кај нас. за 10 години коронавирусот ќе го качиме на Марс. Ние уште се занимаваме со коронавирусот тука, а уште немаме представа каде се ќе навлезе тоа во сферата на веста и информацијата. Нас, вирусологијата, ќе ни треба да ја изучуваме како нов феномен во новинарството. Добро, сепак Чумовски, да те прашам, како еден твој заклучок, сепак помина неколку месеци до оваа криза. Дали кризата всушност, после првиот налет на разбивање на, како кажам, информативните модели во кои што разноразни заговори, конспирации и така натаму, до 5G технологии, сето тоа се стави на маса, од каде потекнува вирусот и така натаму, дали тоа, како што се случи со науката, не ја врати потребата за квалитетна информација кај најголем дел од публиката? Најголемиот дел од публиката дали сепак на крајот, затоа што ги гледам да речеме пресконференциите на Филипче. Тие се најгледаната содржина веројатно на сите медиумски платформи во изминативе 2-3 месеци. Дали таа потреба од квалитетна како да кажам, не само квалитетна, туку и компетентна информација не ја враќа во игра баш на стара школа на новинарство кај што информацијата е вредноста, а не продавањето. Филипче одигра на таа стара школа на новинарството и тој успеа, зашто велеше вие новинарите не сте сојузници во оваа На крајот ти се заблагодари вчера, да. Тоа второ, во сета мана што го имаме, има еден прилично позитивен тренд во однос на македонските случувања. Погледнете, ние имаме вонредна ситуација. Во вонредни ситуации можеше да дојдеме во состојба и на својудна цензура, директна или индиректна. Официјална, да. Официјална. Ние се соочивме со класична и добронамерна отвореност на министерот за финансии и на сите етаблирани структури кои ги пласира информациите во не так, може би
на моменти се случуваше да земат здив зашто да ја проверат информацијата, што знам што значи тоа. Министерот за здравство, не на министерот. Меѓутоа е факт министер за здравство. Факт е дека Филипче стана личност благодарејќи на тоа што знаеше што е информација и што допушти информацијата. Што беше отворен практично за што секако. допушти информација да кореспондира со јавност.